Во раните утрински часови пристигнавме на островот Кефалонија, кој со право го нарекуваат острово на чуда, затоа што таму се случуваат настани кои тешко може да се наречат. Првата наша дестинација беше црквата посветена на Успение на Пресвета Богородица, на денот на самиот празник на Успение на Мајката Божја. Секоја година во пресрет на празникот на Успение на Мајката Божја се случува земјотрес и на самиот ден паѓа дожд, што е права реткост за овој временски период, но тоа се предвестија во однос на други појави. На празникот Благовештение, луѓето во црквата на Пресвета Богородица во Кефалонија носат во црква бели кринови, кои се сличи на оние со кои Архангел Гавриел се јавил на Пресвета Богородица. Тие цветови се ставаат во иконата на Мајка Божја, па на ги ја крини во стакло, каде остануваат да стојат без вода до празникот на Успение на Пресвета Богородица. И тогаш се случува нешто прекрасно. На сувите гранки се расцветуваат бели цветови, и тоа откако се ставени повеќе од 5 месеци без вода и светло. Не може да се опише чувството кога ги гледаш и допираш тие бели цветови. На празникот се служи божествена литургија и потоа се служува молебен со кој се осветуваат цветовите и се делат со благослов на самите верници. Колку е голема среќата во раците го држиш живото сведоштво на благодатта. Ние бевме сведоци на тие моменти и бевме тие кои што има тој благослов да го држат во рака тој цвет. Тие суви стебла на кринови, слични на нашите души, кои се исушени од безверие и сомнеш. Белиот цвет, пак како да не опоменува дека за Бога нема ништо невозможно. И нашите души паднати во гревови може да се расцветат и просветлат со таа Божја благодат. Ние, кои бевме дел од тоа чудо, кои бевме дел од вкусување на таа благодат, можеме само да сведочиме, да ја сведочиме радоста, да ја сведочиме таа благодат и таа воскресна радост од допирот на тие цветови. Благодарност до Бога и до Мајка Божја за радост и благодата што ни ја принеса нам и